Во теке седмото издание на Фестивалот за литература и илустрација, Литера, во рамките на овој фестивал во фокус се домашните автори, воедно изложени се и делата на доајенот на македонската илустрација Ордан Маневски. Предпоставам дека и ова издание беше предизвик за вас. Годинава имаме чест да ги погледнеме делата на еден од доајените на македонската илустрација, Ордан Маневски. Навистина е голема чест кој што успеавме да стигнеме до голем број илустрации, кои се направени некаде пред 40 години, 50 можда години. И публиката ќе има за чест да ги погледна за прв пат илустрациите на, како што рековме, Ордан Маневски. Сигурна сум дека многумина од нас и денес ги паметат илустрациите на книгите кои што ги читале во детството. Кои се книгите кои вие ги паметите и на кои се навраќате? Така, многу интимно прашање ова лично мене. Мислам, од тука и дојде фестивалот за илустрација, што додека студирав, ги следев и ги анализирав авторите кои што создавале илустрација, со кои што, како што ги нарекуваме и доајени на македонската илустрација, тоа се Кондовски, Младен Тунич, Ордан Маневски, Ацо Цветковски, да не заборавам уште некој. Ги има Цицо, Василија Поповски Цицо, од помладите Томе Маневски, синот на Ордан Маневски, Жарко Тунич и така натаму. Тоа е една група илустратори кои твореле за издавачка, тогашната издавачка куќа Детска радост, по која што сите ги паметиме изданијата Росица, Другарче. Но кога ќе направиме една паралела денес и тогаш можеме да забележиме дека тие книги, тие сликовници биле печатани во многу поголеми тиражи за разлика од денес. Дури мислам дека, кога говориме за Грдото пајче, за Зоки Поки, дека биле печатани во 30.000 примероци, што денес е незамисливо. Незамисливо, мислам. Денеска реалната слика е, да не кажам, али можда 10 пати и поише од 10 пати помалку. Да, изданијата кои ги анализираме ние со годините во фестивалот, гледаме тиражи кои што се 30-40.000. Дури некои од изданијата се преведувани на 6 јазици, 7 јазици. Се преведувани, тоа е за нас е сериозно фрапантна и бројка на издадени сликовници, книги за деца. На што се должи тоа? Веројатно читачката култура и условите во кои твореле. И илустраторите, и авторите имале незамисливи илустрации. Ние на едно ми останато, кога влеговме во домот на Кондовски, господја Хилда Кондовска, ни раскажуваше кој е процесот низ кој што Кондовски и авторите работеле. Да они унапред 3 години знаеле што ќе илустрираат, знаеле со кои автори ќе соработуваат. Да не кажам и финансиски унапред дел од средствата им биле исплаќани за да може нормално да живеат и да творат од својата професија. Да. Така. Можеме да кажеме дека од година во година се зголемува бројот на автори за деца, на литература за деца. Меѓутоа, колку ја следиме современата сцена во овој поглед? И кога говориме за илустрациите. Така е. За радост е што продукцијата на сликовници од година в година се зголемува, се загатнуваат теми кои што досега не биле загатнати и отворени во Македонија. Тоа е супер и за почите, тоа што го работат авторите и издавачките куќи. Светската сцена почнуваме, ама страмежливо да ја следиме. Сепак тоа е индустрија која што е многу развиена во светот и си има систем по кој што се работи. Кај нас се мачат издавачките куќи и е нешто со кое што низ годините пробуваат сите и они и самите издавачки куќи да се справат и да се борат да се зголеми и продукцијата, но да се задржи и квалитетот и зголемува. Тенденцијата е квалитетот да се зголемува и да се доближуваме малку повеќе до онаа светска сцена. Дали можеме да говориме за одредена државна стратегија кога станува збор за илустрацијата кај нас? Државна стратегија, тоа треба да се направи. И издавачите верувам дека се борат за нивното поле, во нивно поле. Ние не сме издавачка куќа и не сакаме да искоментираме нешто што не е во наш домен, но стратегијата треба малку поразлична да е. Кога е во прашање сликовницата и кога е во прашање книгата. Сликовницата е, јас би рекла, скапа играчка, не е скап производ за продукција.
квалитетна илустрација, ако сакаме, треба да имаме квалитетен илустратор кој што ќе може да биде платен квалитетно и во временски рок во кој што ќе може он да живее од сликовницата и од илустрацијата како медиум, да имаме хартија која што е нели малку поразлични во светот, веќе се печати на еколошки хартии, на малку поразлични карти од тоа што го имаме денес како нас на пазарот, да. Вие го споменавте и примерот со Хрватска. Така е. Хрватите прават големи чекори и продукцијата кај нив е сериозно поддржана. Ние имавме чест да соработуваме како фестивал со уште еден фестивал во Хрватска и гледаме како системски организирана поддршката за сликовницата. Еве, комплетно слика како медиум. Тиражите како се они организирани со библиотеките, нели кај нив се најголемиот откупувач на сликовниците се библиотеките. Не може реално продажба на сликовница да се живее. Дури илустраторот е ставен рамноправно на самата корица на книгата со авторот на таа книга. Јас секогаш кажам, сликовница има двајца автори. Тоа е едниот е илустраторот и едниот е авторот на текст. Затоа, нели, мора да се двајцата, тоа се коавторство е малтане една сликовница. Важно е илустраторите од самиот старт да се вклучени во процесот, или за да може да развиваат некоја визија. Важно е да се едуцирани илустратори. Тоа е на уште друга прашање, нели во Македонија, кое што дали имаме кадар, предпоставувам дека имаме исклучително креативни луѓе, меѓутоа дека е потребна државна стратегија за тие луѓе да се задржат тука, а да не за пат да се стигне да бидеш илустратор. Значи академското образование е клучно за да се создадат нели квалитетна илустрација кој што ќе комуницира со публиката. Има правила, значи кај нас има илустратори кои што се, мислам, секој е почет. Јас сите илустратори нас не се драги и се застапени во низ текот на овие 7 години, но сепак се бориме и за академско образование. Илустрацијата во Македонија се изучува како дел од, нели, како дополнителни, не е како смер, но ете се надеваме дека и ќе не слушнат малку погласно, да малку се менуваат и програмите, во образовните програми, да на младите им е достапна илустрацијата како едукативно поле во Македонија и да може тука да се останат, нели, да изучуваат. Имаме доста млади кои што се надворот, ја изучувале илустрацијата надворот границата на имаме во Словенија студенти, Хрватска имаме студенти, има и надвор. Колку што ние следиме сега сцената, али сметам дека доволно добро ги познаваме и тоа е храбар чекор. Кога некој сака да се бави со илустрација, си бара своја поле кај да се едуцира. Предпоставувам дека треба совршено да ја познавате и психата на едно дете, воедно да ги следите современите трендови, за да го задржите вниманието на тоа дете. Апсолутно, психологијата е дел од нели развојот на едно дете и мора да познава авторот на текст и авторот на илустрација мора да ја познава психологијата. Како им се обраќа, со која естетика им се обраќа на децата. Значи, за секоја возраст имаме различна естетика, различни правила по кои што треба да се креира една сликовница. И тоа е нештото во кое што тек сега ќе почнуваме да се развиваме и гледам, има некој прогрес во Македонија и со поддршка од Ликовната академија ќе може малку подлабоко да се навлегува во целата приказна. Сипак впечатокот е дека не може, барем за сега во Македонија, да се живее од она што можете да го заработите како илустратор на книга. Може би сега некој од колегите ќе каже да, но реалната слика да живееш она нормално во државата од илустрација е тешко. И може би се бројат на една рака луѓето кои што живеат од илустрација, али во разговор со сите, нели, клучни илустратори кои во моментот творат во Македонија е навистина тешко да се живее. Како што напомнав, без стратегија нема да можеме на долг рок вака ниту да опстанеме, ниту да се одржува сето ова.
Во светски рамки илустраторите имаат посебен статус. Дури можеме да говориме дека станува збор за една индустрија. Има илустратори кои што се мултимилионери, кои што имаат своји агенти во преговорите со издавачките куќи. Нивните дела се понатаму инспирација за голем број на филмови за деца, меѓутоа и за создавање на играчки. Илустрацијата е секогаш е нешто што е потребно. Јас кажувам дека никогаш нема илустрацијата да падне од она што е вредност нејзина. Сега дали ќе биде дигитално рачно, светот се менува, дали ќе се користи вештачка интелигенција, тоа е веќе во процесот на творештво. Но апсолутно во светот илустрацијата е многу ценета и оние квалитетни автори кои успеале од себе да создадат бренд, име, како се живи тоа. Имате своји агенти кои што преговараат во нивно име, апсолутно, да, вклучувајќи ги и авторите. И тука постои еден сосема поинаков диалог со издавачките куќи. Така е, да. Секој сериозен илустратор има свој агент кој што преговара со издавачките куќи и го малте не го продава како го поддржува и како автор го преговара во негово име. Тие агенти, ние, скромен наш почеток, прошлата година се обидовме да ја направиме барем една база на податоци за илустратори кои што творат во Македонија. Тоа ние мора да имаме една база во која што ќе знаеме кои се илустраторите кои што се моментално во Македонија актуелни и кои што творат, за да може да се направи таа база, да се анализира, да се собере портфолио од сите тие илустратори и тек понатаму да се развива на процес да има и државата или и за колку илустратори станува збор според тие. Искрено сега јас баш вчера кога гледавме низ бројките, некоја бројка од 20 илустратори кои што се моментално творат, но не сите имаат постојана работа. Еден илустратор може да е една сликовница во година, друг може да 5 ќе направи. Тоа не е бројка со која што може да се пофалиме. Но претпоставувам дека е база на податоци која што е подеднакво важна за сите издавачки куќи. Апсолутно. Значи, таа база на податоци не за државата е важна. Да знаеме ние со што располагаме. Што се соочуваме сега при анализите на она што како тргнавме ние Литера започна со оддавање почит на оние кои што ја поставиле илустрацијата кај нас, така ја започнавме нашата приказна. И имаме еден проблем со кој се соочуваме. Ние не може да стигнеме до дела на автори кои што знаеме дека твореле и оставиле огромен опус за себе. Значи, ретко е фамилиите кои што имаат грижа за тоа културно наследство. Така е. Да. И јас секогаш кажам дека кога треба да ги вратиме илустрациите, мене ми е најтажниот ден во склоп на Литера, заради тоа што не знаеме каде ќе им оди патот, пошто тоа е хартија, треба посебна заштита, посебни услови на чување. Има правила во чување на самите оригинали. И би требало да решиме националните галерии да водат грижа за нив, музеите. Тоа е Министерство за култура треба да направи тело кое што ќе се грижи за илустрацијата како медиум и ќе можеме за 15 години да покажеме илустрации од Кондовски, од Тунич и од Орде Маневски, да може и секоја генерација да ги гледа. Сериозно има што да се види, што да се научи од тие автори. Ние за време на Кондовски изложбата, кога ја правевме селекцијата, секое дело на Кондовски, не е исклучена исто и можности од сегашниот автор Ордан Маневски, може да биде актуелно и современо и сега. Значи, толку се нашите автори брилјантни и нешто што сериозно државата треба да се гордее. Мене ми е неприфатливо негрижата за илустрацијата во Македонија, она што ни е као културно наследство, останато од авторите кои што твореле за тогашната детска радост. Семет Пиева, ви благодарам за интервјуто. Благодариме на времето.